Сите бројки на спорни гласачи кои што излегува во Државната изборна комисија излегува врз база на анализите на базите на подотоците во Државната изборна комисија. Извештаите, бројките и така натака ги усвоија во Државната изборна комисија со консензус. Така што сите членови и сите партии присутни во ДИК ги усвоија тие извештаи. Она што за нас е важно е дека прво на списокот за гласање ќе ги има фотографиите на гласачите, со што значително ќе се намали можноста за злоупотреба на туѓ идентитет за гласање. Но она што и бројките го покажуваат е не се само овие, да не ги забораваме дополнителните 172.000 гласачи кои што според анализите на базија податоци не се во моментов во Македонија, што не доведува до клучниот заклучок дека во Македонија нема повеќе од 1,5 милион гласачи. Она што цело време го тврдиме. Која е причина дека поголемиот овие спорни гласачи се од зона број 6, значи од Тетово, Гостивар? Видете, ова се критериуми и прашања на кои што се одговарало и се добијани податоци врз база на 22 различни основи во Државната изборна комисија. Се работи за административни и законски процедури кои што довеле до таа ситуација. Апсолутно целта не е да се избрише никој што е реален гласач. И затоа постои оваа можност која што завршува денес, но ќе има и дополнителна, да секој каде што е направена грешка, техничка, ненамерна, административна, да си го регулира своето право на глас и апсолутно никој од граѓаните не сме да го изгуби правото на глас кое што законски му следи. Но исто така, сите оние граѓани кои што не треба да имаат право на глас согласно законот, без разлика од каде се, треба да бидат тргнати од избирачкиот список или ставени во избирачкиот список за гласање во странство. Благодарам. Благодарам.